почитувани гледачи на видео изданието на порталот Работник. Денеска наш гостин е председателот на синдикатот на полицијата во Македонија, Орце Котевски. Господине Котевски, ви благодарам што се согласите да гостувате во нашето студио. Благодарам поканата. Синдикатот на полицијата во Македонија доби решение за привремена мерка од страна на граѓанскиот суд. Може ли да ни објасните зашто е ова решение поконкретно? Што значи тоа за вашиот синдикат? Првен поздрав да гледачите за порталот Работник. Ова значи дека сме далеко од владење на правото и правосудниот систем во Република Македонија. Во 21 век вие да забраните сопирање на членари на синдикат, баш поради тоа што синдикатот се залага за подобрување на подобри права и услови во полицијата, е апсурд. Пак ќе кажам, заводно испратените писма до владата, до институциите, до сите надлежни институции. Значи, во конкретниот случај, од страна на надлежниот суд не е одобрена привремената мерка за сопирање на членарина, односно сето тоа работа е упатено да се реши во надлежниот суд. Значи, колку ќе трае тоа не знаеме, колку ќе се одоволкува тоа не знаеме, но едно е јасно и сигурно е тоа дека во конкретниот случај на синдикатот на полицијата во Македонија се прави непоправлива штета со тоа што не се сопира членарина, и едно е сигурно и јасно тоа дека штетата што моментално некој утре треба да плати ќе биде огромна. Одговорност ќе има, мора да има, и јас упатувам порака здраве до министерот да седне, да свати што се случува, да свати што конкретно се случува и уште во текот на утрешниот ден да исправи таа неправда и да почне да синдикалното делување во Министерството за внатрешни работи да функционира како што треба да функционира согласно законот, уставот и сите други прописи во Република Македонија. А што значи ова за синдикатот? Што значи за синдикатот? Ова за синдикатот значи дека моментално дека веќе четврти месец синдикатот на полиција во Македонија не му се сопира воопшто членарина. Значи, да повторам и да стане јасно за гледачите или за јавноста дека постоеше неколку месечно сопирање на членарина од страна на Министерството за внатрешни работи, одредба што согласно Законот за работни односи има во Законот за работни односи и Министерството е должно да овозможи нормални услови за работа и за функционирање од синдикатот, но првиот ден по доаѓањето на министрот Оливер Спасовски на позицијата министар, истиот ден изготвено решение каде што од страна на Министерството се забранува сопирање на синдикална членарина за членовите на синдикатот на полиција во Македонија. Така. Од страна на генералниот секретар на МВР имаше испратено допис кој што е официјално, нели, може да се види и на веб страната на МВР и нели да се провери. Тој допис е испратен до Хелсинскиот комитет за човекови права. Што конкретно стои во тој допис? Значи, вака сега пак ќе кажам, значи најверојатно генералниот секретар на Министерството за внатрешни работи во поглед на синдикалното движење на Министерството за внатрешни работи најверојатно не се познати. Значи и понатаму ќе нагласам дека штетата што правната служба ја прави кон синдикатот на полиција во Македонија е огромна и со наведениот одговор буквално се забранува функционирање на друг синдикат во Министерството за внатрешни работи, односно со тој одговор државниот секретар кажува дека единствен синдикат кој што треба да функционира во рамките на Министерството за внатрешни работи е Македонскиот полициски синдикат. Тоа е окей, тоа не е спорно. Спорно е на работа што најверојатно на државниот секретар најверојатно не е познато, од кои причини не знам, дека во рамките на Министерството за внатрешни работи веќе четврта година, веќе пета година функционира нормално вториот синдикат во Министерството за внатрешни работи, тоа е независен синдикат на полицијата. Тоа што јавноста и вие како портал треба да го знаете е тоа што во 2016 година министерот Спасовски во својство на министер за време на техничка влада потпиша истиот таков договор со тој синдикат за запирање на синдикална членарина со независниот синдикат на ваквото договор што моментално он го спори, што го потпиша претходниот министер Наке Чулев моментално со нас како синдикат. Се поставува едно прашање. Кој е во право? Дали тој министер Оливер Спасовски во 2016 година што само он го потпиша, нели,
договорот за сопирање синдикална членарина само со независна синдикат на полицијата, или е овој министер Оливер Спасовски од 2020 година кај што го спори истото тоа што идентично го направи во 2016 година. Значи, на независниот синдикат на полицијата им се сопира членарина, кај нив се регуларно. Так. Вие на вашиот синдикат не. Така, значи спорниот договор моментално што нас ни го се спори. сопира на вториот, зошто не би се сопирала и сопирала членарина и на третиот, нели? Видете, тоа е прашање што треба некој да го одговори и да му се постави на надлежните институции, најверојатно на министерот, најверојатно на премиерот. Значи, договорот што нас ни е спорен, што нас ни го спори едноставно министерството, не е ништо поразлично од договорот што беше потпишан во 2016 година. Значи тој е исти, идентичен договор за сопирање на синдикална членарина. Од кои причини? Министерството функционира и му запира синдикална членарина на тој синдикат кој што они тврдат дека не е репрезентативен, иако законот го кажува поинаку тоа. А од кои причини нас ни го спори моментално сегашниот министер договорот, тоа е прашање кај што најверојатно вие како новинари, како портал треба да го поставите на друго место и на друга локација. Така. Велите дека има воспоставена судска пракса за незаконските распоредувања од страна на апелационите судови во Македонија. Што мислите по това и зошто сметате дека тоа е така? Вака сега, јас верувам и знам и сум свесен дека Министерството за внатрешни работи веќе има информации, има сознание дека веќе постојат правосилни судски пресуди потврдени од апелација за сета оваа работа што се случува моментално со Министерството. Ние секојдневно апелираме за незаконските распоредувања и за разместувања односно за злоупотреба на терминот по потреба на Министерството. Значи, точно е тоа дека Министерството, согласно колективниот договор и Закон за внатрешни работи, има право и постои законска обврска да го распоредува работникот по потреба на Министерството, надвор од местото на живење, но тоа треба да биде согласно членот 45 и 46 од колективниот договор и член 153 од Законот за внатрешни работи, тоа треба да биде во временска мерка од 6 месеци и не сме после тие 6 месеци треба повторно да го врати назад на местото на живење и после тоа веќе 4 години работникот никако да не го чепка. За жал, овие сите решенија воопшто не се дадени согласно наведените членови, се давани како за стално. Значи не сме работник на Министерството за внатрешни работи да биде распореден народот место на живење стално. Тоа може само да го направи да биде времено во временски период од 6 месеци. Јас по уште работа ќе кажам, ќе упатам прилика до Државната комисија, до Државната изборна комисија од втор степен во постапки по работен однос. Значи донезе Синдикатот на полиција во Македонија, ги достави сите овие правосилни пресуди, ги достави сите што се потврдени со пресуди од апелационен суд. Апелирам согласно нивниот закон за работа на Државната комисија, согласно нивниот деловник за работа на таа комисија, да не се ставаат во улога на некој кој што ќе им наредува како да ги издаваат тие решенија, да постапат согласно законски и сите овие работи, сите работници што се и постапувањето по тие приговори, сите тие да констатираат дека сите тие решенија се дадени согласно наведените членови кои што ги цитирав претходно и да дадат насоки дека после 6 месеци дека работниците што се распоредени надвор од работното место на живење мора по дефолт да бидат вратени на нивните места на живење. Така. Моето следно прашање се однесува на тоа се најавува дека ќе стигнат нели вакцини. И сега премиерот прво рече дека ќе бидат вакцинирани здравствените работници кои се нели први на линијата на фронтот нели против COVID-19, а потоа и хронично болните, што е оправдано. Напоменам, чинам дека и за полициските службеници. Дали вие сметате дека полициските службеници треба да бидат во први бран на оние кои што треба да ја примат вакцината против COVID-19? Ова е многу интересно, многу добро прашање. Конкретно, јас пак ќе кажам дека полициските службеници најпрвен треба да примат поголеми плати. Полициските службеници треба да примат најпрвен додаток за борба против коронавирусот, униформи, подобри услови за работа. Работниците на полицијата треба да добијат сапуни и тоалетна хартија. Тоа што моментално го нема во Министерството за внатрешни работи недостасува. Значи, треба да добијат дрва за огрев, нешто што моментално недостасува во многу полициски канцеларии и полициски одделенија. Значи, имаме ние полицајци што мрзнат моментално на своите работни места.
Тоа моментално треба да го исправи Министерството за внатрешни работи. Во поглед на вакцините, јас ќе кажам дека како претседател на синдикат не сум конкретно компетентен за таа работа, дека треба да кажам дали треба да примат или да не примат вакцина, но дека полициските службеници се директно инволвирани во целиот овој процес и дека се на работ, нели во исто ниво заедно со заштрените работници, дека тоа дефинитивно така. Во ред. Да. И би ве запрашал, токму споменавте за условите и често пати по социјалните мрежи споделувате и фотографии од полициски станици, од каде што нели сликите се би рекол, не знам кој збор вака поблаг да го употребам, навистина се трогателни. Во што вие го гледате решението на проблемот, да се подобри нели хигиената, да се подобрат едноставно условите за работа во полициските станици на полициските службеници? Така, значи еднаш за секогаш, па ќе кажам, еднаш за секогаш, а најмногу на министерот, треба да му е јасно дека во Министерството за внатрешни работи не е така светло некако што тоа се прикажува во јавноста. Тоа е факт, тоа е така, тоа го знаат највеќе. Не мора да го знае јавноста, доволно да го знаат вработените во Министерството за внатрешни работи. Никако синдикат постојано упатуваме нели барања, апели, пораки на надлежните институции и за лошите услови во кои што работат полициските службеници. Јас пак ќе кажам дека недостасува опрема, недостасува возила, недостасува МВР конечно да завладеат и да застанат професионалци. Значи професионалците, јас верувам дека ги има во Министерството за внатрешни работи доволен број и ако им се даде шанса, мислам дека во најбрз можен рок Министерството за внатрешни работи ќе оди во на најгорна линија. Ја пак ќе кажам, недостасува почитување на одредбите од колективен договор, почитување на одредбите од Законот за внатрешни работи. Конечно недостасува конечно законските распоредувања на сопрат. Ако седа тоа се управи, а мислам дека ќе имаме веќе тогаш ќе дојде таа парола за доволна полиција, безбедни граѓани. Ние сега може би имаме безбедни граѓани, но колку е задоволна полицијата, некој стварно треба да се запраша. Дали е така, дали не е така, дали стварно имаме безбедни задоволна полиција. Ја мислам дека пак ќе кажам дека сето ова може да се реши за неколку месеци. За да се реши тоа, само е потребна волја. Се знае од кого? Од Министерот за внатрешни работи, никој друг. Така. И еве последно нешто само би сакал да ве запрашам. Денеска имаше вест, ќе се вработат нови 600 полициски службеници во МВР. Како гледате на ова? Па, видите дека треба вработување на ново вработување, дека има недостаток на работници, тоа е така и тоа е факт. Јас пак ќе упатам дека никако синдикат веќе до многу институција пред се на владата, до собранието упативме нели акти, каде што баравме измена на Законот за внатрешни работи во поглед на пензионирањето на сите тие предвремено пензионирање на сите тие лица што продолжиле одноставно согласно законот постоечкиот закон за работни односи. Значи кој што знаете моментално во процедура е измените на Законот за работни односи и исто така во делот на пензионирањето, исто така и Законот за внатрешни работи. Јас пак ќе кажам дека во МВР има професионалци, но во сите тие таа бројка неофицијално министерството кажа дека се 500 до 600 колеги кои што треба да се пензионираат нели од најверојатно од 1 јануари, ќе видиме, значи ќе кажат сега моментално во јавноста, односно од собранието, до резултатите од собранието. Јас сметам дека со одењето во пензија на голем дел на луѓе што се меѓу нив што спаѓаат во непрофесионалци, ќе се ослободи голем дел професионалците конечно да го зеземат местото таму онога кој што требаат. Јас сум јас верувам дека ќе дојде тоа време. Јас верувам и за тоа и се бориме нели за подобри прави, верувам дека конечно со МВР ќе завладеат професионалци. Дали ќе дојде тоа или нема да дојде тоа време, ќе видиме, иако го поздравувам сето тоа вработувањето на 500 на 600 нови полицајци, треба млада сила, треба нови момци, треба нови борци што се вика нели на улица, така да нека им со среќа, се надам дека комисиите за прием за прием на полицајци, за полициски службеници ќе постапат најпрофесионално, ќе ги
ќе ги рангираат соодветно најдобрите, најпрофесионалните полицајци и веќе ќе вратиме тој стариот добар лик кој што секој моментално колега и полицаец го посакува во неговиот ум. Во ред, ви благодарам за гостувањето. Јас само на крајот, извини ако сакате само, Да. на крајот само сакам да упатам една порака, една честитка до сите наши членови на Синдикат на полиција на Македонија, до сите вработени во Министерството за внатрешни работи. Им посакувам пред се здравје, добро здравје на личен и на нивните семејства. Се надам дека 2021 година ќе измени многу работи тоа што го реагиравме како во 2020 како синдикат. Се надам дека конечно професионалците ќе си работат работата, се надам дека конечно ќе има подобри услови, подобри плата, подобри додатоци. Се надам дека ќе конечно веќе тој колективен договор што се најавува ќе се донесе со подобри услови, дека и право за вработените во полицијата. Со нови сили, со нови погледи, здраве се гледаме во новата година. Борбата не престанува, борбата продолжува понатаму. Така, ви благодарам Благодарам за гостувањето. Вие, почитувани гледачи, останете во добро здравје. Портал Работник на YouTube. Притиснете лайк, сабскрајб и удрете на звончето.